Сакам да ви поздравам сите вас, драги присутни, кои ова попладне одлучите да бидеме заедно во рамките на ова попладнено богослужение. Темата за ова попладне, што сакам да поделам со вас, гласи трчање пред Бог. Се базира врз основа на книгата од пророк Јона. Верувам дека барем еднаш сте го читале Јона, ако не и повеќе пати. Може би и самите сте приготвувале тема и може би рекли сега што за Јона ќе зборуваме. Што значи името Јона? Ќе подсетам, значи гулаб. Името Јона значи гулаб. Уште во саботна школа, кога сме били како деца, учителките не учија за Јона. По што е познат Јона кога ќе ви каже некој за Јона? Името Јона. По што ќе се сетите? Големата риба? 3 дена, што уште? Тиквата и Ниневија, односно градот. Јас ова попладне ќе зборувам за 4-та глава. Може би, како теолози, кога се проучува ова книга, би рекли зошто е 4-та глава вметната или додадена. Кога 3 глави се доволно јасни, зашто зборува за случката со Јона, зборува за неговата непослушност, потоа кога се покаел во рибата, односно во тој голем кит, жителите во Ниневија се покајале и тука завршува. Зошто 4-та глава е додадена? Таа 4-та глава има само 11 стиха. И токму е ова попладне за овие минути кои се пред нас, ќе покушаме да анализираме, да тумачиме, да размислуваме зошто Господ ја кажал или дозволил да се напише и ова 4-та глава во книгата на пророк Јона. Во првата глава, значи, тука се тие бури на морето, и Јона го менува свој правец на движење, наместо да оди таму кај што Господ го праќа, тој оди во Тарс, оди во друго место. Потоа Господ го спасува и жителите во Ниневија се обратиле и Јона станува еден од најуспешните евангелизатори во историјата на човештвото. Ние велиме апостол Павле бил најголемиот евангелизатор со право, меѓутоа Јона обратил колку луѓе? 120.000 луѓе се обратиле од една негова проповед. Меѓутоа, зошто е 4-та глава? Проблемот не биле жителите во Ниневија, проблемот бил и Јона. Затоа Господ ја 4-та глава, зашто Јона е проблемот и токму ние сега ќе анализираме. Ајде да отвориме Јона 4-та глава, тој е мал пророк, во рамките на неја неколку мали пророки, после книгата Авдија, односно Амос, и така ќе ја најдете во вашите Библии, во овој превод е на 927 страница. Читаме први стих во 4-та глава. На Јона му беше многу криво и се налути. Зошто се Јона налутил, браќи и сестри? Зошто на Јона му било толку криво кога Бог направил таква поставка или такво дело? Очигледно, нешто вриело во душата на Јона. Нешто се случувало и одеднаш пука од бес. Овде вели му беше многу криво. Јона едноставно не можел да ја свати Божјата милост, не можел да ја разбере Божјата милост. Како завршува 3-та глава, последниот стих, хајде да го читаме заедно. Бог ги виде нивните дела, чии дела, делата на жителите во Ниневија, дека се обрати од својот лош пат и Господ се сожали заради несреќата со која им се беше заканил да ја направи и не ја направи. И сега вели на Јона му беше многу криво и се налути. Божјиот дух се излил во големи количини, во големо количество врз градот Ниневија. Луѓето се обратиле, луѓето се покаяле. Бог се смилувал и го променил својот план. А Јона што прави? Вториот стих, се помоли на Господи и рече: "О, Господи, не го заборавили тоа уште додека бев, не го зборував ли тоа уште додека бев во својата земја. Затоа сакав да избегам во Тарсис, зашто знае дека ти си милостив и добар, Бог, спор на гнев и богат си со милосрадие, и дека се сожалуваш над несреќата." Гледате сега, браќи и сестри, како Јона си го оправдува своето дело, што наместо во Ниневија отишол во Тарсис. Вели, затоа сакав да избегам во Тарсис, зашто знаев дека ти си тако и тако. Наистина, тој гнев кој, врил во душата на Јона, сега се искажува и со овие негови зборови.
Инаку, зборот без, или овде не е без, него лутина, се спомнува 6 пати во книгата на пророк Јона. Во што е, браќи и сестри, проблемот овде кај Јона? Дали Јона го познавал Бога добро? И дека, Јона го познавал Бога дека е многу добар и дека Бог може да се смилува на жителите во Ниневија. Дека овде тој самиот признава, знае дека ти си спор на гнев, богат со милосрдие и дека се сожалуваш над несреќата. Јона бил огорчен, Јона бил бесен, Јона бил луд. Зошто Бог не ја извршил својата намера, односно сега Јона се чувствува како поразен. Тој проповедал дека Бог ќе го уништи тој град. И сега тоа не се извршува, не се остварува. Јона навистина како да не може да си верува на своите уши, на своите очи и да не може да му верува на Бога дека Бог се предумислил од својата намера. Интересно, втори стих вели зошто знаев. Зборчето зошто знаев. Неговата молитва почнува со фразата зошто знаев. Спротивно на апостол Павле. Павле исто се моли со овие зборови. Зошто знам на кого верував. 2 Тимоти 1:12. И Јона зборува во еден друг контекст зошто знам, а Павле ли знам јас на кого му верувам, на кого му поверував. Браќи и сестри, Јона бил духовно мртав. Ова е можеби првата молитва после големата риба, после големиот кит што го доживеал. Јона се молил во едни необични услови. Во големиот кит, во утробата на таа голема риба. Јона знаеме какво доживување доживеал. Ова му е сега можеби прва молитва после тој настан. Јона бил духовно слаб, Јона бил духовно парализиран, би рекол. Својата вина сега тој ја префрлува на Бога. И затоа да бидеме внимателни кога сме можеби лути, кога сме болни, кога сме разочарани, да не ја префрлуваме својата вина на Бога. Јона му се лути на жалост на Бога. Третиот стих вели: сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам отколку да живеам. На кого е подсека ова молитва? На един друг пророк. Да. Јаден Јона. Сака да умре. Исцрпен, физички, духовно банкротрирал, едноставно тој паднал, тој се уништил и може да го правдаме малце. Пазите, Јона доживел една катастрофа, едно искуство што никој од нас не го доживел. Тој бил во утробата на таа голема риба. Многу работа, секако имал големи неволи и ни би рекле Јона право се, ајде малце одмори се. Јона би сакал да даде оставка од својата служба, да малце се одмори, но Господ за него има уште планови. Како за Илија кога се молил. Интересно, и Јона доживува кулминација во својата професија, Илија доживува кулминација, 450 пророци, знаете што се случува на планината Кармил. Јона исто така доживува кулминација во својата духовност, сега вели подобро ми е да умрам. Интересно, оние луѓе кои сакаат да умрат не умират во тие мигови. Не умират во тие мигови. И Јона, гледаме овде, не умре. Меѓутоа, Јона бил бесен. Јона посакува да умре. Јона не може да го разбере Бога како го одложил својот суд над овие безбожни граѓани во Ниневија. Јона бил себичен, исто како израелците. Израелците били Божи народ и на жалост го задржали Бога за себе. А Бог имал намера да преку нив едноставно потече таа милост Господова до сите останати луѓе. Јона е себичен. И вели, подобро ми е Боже да умрам. Сега прашање за нас, што е најдобро за нас, да умреме или да живееме? Повеќе го тенгирала неговата репутација отколку спасението на градот. Сигурно би рекли, Јона, кај си бе ти? Ете, не се оствари твојот план. Значи, тој се срамил, се плашил, за својата репутација. Целиот град бил спасен, а тој се грижи за една непотребна тиква. Во англискиот превод вели лоза. Не знам како е во оригиналот, но како е да е, овде пишува тиква. За тиквата малце подосна и ќе постане прашање која е твојата тиква и мојата тиква во нашиот живот. Имаме ли своји тикви за кои ни е жал? Интересно, за Јона била катастрофа
таа сенка што е изгубил, која му правила први неговата колиба, која се исушила, знаете, а после самата ти. Така сестри, кога ние ќе се насочиме кон себе, толку сме јадни и бедни, ситни сме како црв, но ако се споредиме со Бога, и ние сме тогаш големи, зашто Божи деца сме. Депресијата кај човекот доаѓа во тие моменти кога ќе дојдат животни проблеми. Илија бил во депресија, Илија посакал да умре. И Соломон исто така сакал да се изврши самоубийство. Вели, ми одмиле животот. И Соломон имал проблеми. Илија, рековме после тоа големо чудо со Валовите пророци, побегнал во една сенка и вели, Боже, подобро ми да умра него и да ми го одземе животот, царицата Језавелја. И тој се моли за да умре. Илија и Јона биле луѓе како и ние, но Бог ги искористил за големи дела. Бог сака да ти искористи тебе и мене за големи дела. Читаме 4 стих во 4 глава. А Господ му одговори, лутиш ли се со право? Лутиш се со право, вели. Јона излезе од градот и седна на исток од градот и си направи таму колиба и седна под неа во ладовина, додека не види што ќе стане со градот. Бог сега го учи Јона да биде љубезен, да биде добар. Може би ние сме слушнале за најтрпеливиот човек на земјата, кој беше? Јов. И Мојсе беше и Јов, но Бог ги надминува сите. Бог е толку трпелив, стрплив. Му вели, што се лутиш? Дали Бог го осудил Јона што се лути? Не. Туку сака да го натера да малце размислува дали е во право што се лути. Бог му вели на Јона, па јас се занимавам, тоа е моја професија да спасувам луѓе. Не е моја професија да убивам јас луѓе. Добро што се лутиш, но ајде малце спушти ја твојата тензија. Јас те употребив, Јона, да ти проповедаш. Па и ти имаш дел во тоа спасение, зашто ти проповедаш. Јас сум радостен што тие се покаја. Ако на небото е радост за колку грешници? Според Лука. За еден грешник. Замислете што се случува сега меѓу ангелите. Колку луѓе се покаја? 120.000 луѓе. А сепак Јона се лути, бесене на Бога и сака да умре. 5 стих. Учитавме, но ќе го повториме. Јона излезе од градот и си на исток и си направи таму колиба и седна под неа во ладовина, додека не види што ќе стане во градот. Времето било летно, жешко, се качил како на водно или некој брдо, си направил една мала колиба, скршил неколку гранки и тие гранки под влијание на сонцето, на ветерот, почнале лисјата да венат и да се сушат. Интересно, вистинскиот евангелист, проповедник, кој ќе се обрати едно семејство, еден поединец. Мислите, една улица, еден град. Кај треба да биде проповедникот? Меѓу народот. А Јона бега. Јона се крие горе. Јона оди да гледа циркус, би рекол, како сега Бог ќе го уништи самиот град. Тој седе и чека. На источната страна од Ниневија. Браќи и сестри, ајде малце да замислуваме за зборот седе. Колку време ние седиме од црква? Колку време ние седиме во нашата вера? Седиме во саботна школа, седиме во црква, седиме во одборските седници, седиме кога проучуваме, седиме и седиме. Јона седи и чека израшување на смртната казна. Зошто Јона седнал? Се качил таму како на војската, како се вели тие, како посматра војникот? Караул, стражарница. Чека и сега наблюдува што ќе се случи доле. Јона има како на дланка Ниневија, градот Ниневија, како на дланка го има и чека што ќе се случи. Можел да гледа дури до долу, до реката Тигар. Заклучил во себе си дека Бог нема многу да чека и ќе изврши својата намера врз граѓаните на овој народ кои биле секако незнабожци. Може би се размислил, може би се покајат, но после ден, два, тие повторно ќе се вратат на своите стари навики. Ако тоа не го направи, ако не се покајат целосно и не останат верни, Бог веднаш ќе ги
уништи. Јона со такви мисли си направил колиба и седна под неа во ладовина, додека не види што ќе се случи со градот. Но времето поминувало. Времето поминувало, Бог не ја остварил намерата што му ја кажал на почетокот, ако читате овде во втората, во третата глава. 6 стих. А Господ Бог определи една тиква да се издигне над Јона и да му направи сенка на неговата глава, та да го избави од неговата неволја. Јона и се зарадува многу на тиквата. Сега се поставува прашање меѓу теолозите, зарем е можно за такво време кратко тиква да изникне? Добро, за Бога се може, меѓутоа сега зборуваме од физичка страна, да кажеме. Меѓутоа тиквата очигледно била тука. Меѓутоа таа пустила лозинки, таа има големи лисија и едноставно брзо расте. Така, едноставно била искористена, Бог е искористил тиквата како погасно црчето што ќе го искористи да даде поука на Јона да му направи навистина сенка или ладовија. Јона се овде вели извештајот многу зарадувал. Конечно сега бил задоволен, зашто колибата што е направил не му била доволна за да му направи целосна сенка. И Јона бил среќен. Прашање за нас денес, што нас не прави среќни? Која е твојата тиква, брати и сестри? Може би ние се радуваме кога ќе се крсти некој брат, некои сестри, радосни сме. И небото се радува. Меѓутоа, што била радоста за Јона? Овде вели тиква. Понекогаш ние гледаме во тиквата наместо во Божите благослови. Се радуваме може би во некоја ситница, а ги губиме тие големи, огромни благослови што Господ ни ги дава. Може би повеќе гледаме во созданијата, во предметите наместо во Бога. Може би за некој тиквата е кучето, мачката, љубимец, на некои канаринци, на некои цвекиња, на некои билки. И тие кои ќе се ослушат, може би и ние тогаш се разочаруваме. Браќи сестри, Јона е далеку стотини метри, може километри би рекол од своите пријатели, од своите роднини. И Јона се врзува за една обична тиква. И таа тиква го прави среќен да биде. Еден ден татко и девојче, или момче, пардон, шетале во паркот, и така на кривината за деден жбун слушат некој разговор. Како жена се умилкува со сладкоречиви зборови, зборува на некој. Јас те сакам, се некои убави зборови. Си помислили дека тука е некој заљубен брачен пар. Си прават муабет. Но одеднаш од гранушките излегла жена со едно мало кученце. Тој го милува и му кажува многу сладкоречиви зборови. Што е твојата тиква, брати и сестри? Што те спречува да гледаш повеќе во благословот, него ли во самата тиква? Дали шекерезат е твојата тиква? Дали телевизијата е твојата тиква? Дали твојот телевизор, односно твојот компјутер? Подоцна ќе се навратиме малце на тиквите повторно. Одиме на 7 стих. Но утре ден, при осамнувањето, Бог определи црв да ја подни за тиквата и таа се исуша. Интересно. Бог праќа што? Црв. А црвите не живееле така на бродата на високо, така барем се учител некаде. Но Бог го поттикнал тој црв да отиде таму и да ја изгризе, би рекол, тиквата, некоја жила, да ја покоси и тиквата се осушила. Браќи и сестри, Бог преку тиквата му праќа благослов, преку црвот му праќа благослов на Јона. Како Илија кога бил таму, сеќавате кај потокот Херит, и што му пратил? Гава ли му пратил? Меѓутоа кога се исушил потокот, тоа бил катастрофа за Илија во моментот, но Бог приготвил нешто многу поубаво. Многу поубаво. На Јона му бил потребен црв, зашто тиквата застанала помеѓу Бога и Јона. Јона не гледа повеќе во Бога, него гледа во тиквата и задоволството што ги имал, што му е давала таа тиква. Како што Бог го пратил големиот кит за спасение на Јона, а не да го удави, да го угуши, туку да биде спасен.
Браќи и сестри, Бог мора често пати да ги тргне нашите тикви, условно кажано, за да го отвори патот помеѓу Бога и мене. И затоа, следниот пат, кога ќе добиете вие или јас, под наводници некој проблем, да го свртиме пликот позади, да видиме дали е Бог оној кој го испраќа тоа писмо. Зашто може би Бог е потпишан за тоа искушение што не е пратено, за да ја учврсти нашата вера. Бог често пати мора да прати црви, за да ја сватиме вредноста Божја. Дали ние уживаме во тиквата или во Божите благослови. Интересно, и во компјутерскиот систем на однесување има црви, односно како се вела тоа, вируси. Вируси. Тиквата се осушила. Материјалните добро, овој свет, сите еден ден ќе се осушат и ќе се распаднат. Нашите пари, нашите средства и нашето здравје нема да остане ништо од тоа. Ќе остане само Христос. И затоа ако се подпираме на своето здравје, и тоа еден ден ќе се распадне. И богатството, и имото цели. Само ќе остане Бог. Но да се вратиме на Јона 8 стих. Кога огрија сонцето, Бог определи врел источен ветер и сонцето ја вжештуваше Јонината глава, те сосем се истошти. Посака со сета своја душа да умре и рече: подобро ми е да умрам, отколку да живеам. Јадни Јона. Му било жал за тиквата, сега нема веќе сенка, Бог го насочил и сонцето, односно овој, како се вели, источен ветер, и му ја вжешти Јонината глава. Дали се случи некојаш однатре сте нервозни, а и однатре жешко? Па тоа е 100% нервоза. Јона бил внатре изнервиран, што не му пукнал филмот, би рекле, уште источен ветер дува и главата му била вжештена, се истошти. Може би нема ладна вода, горска или не ти знам која, добра вода, посега вели со сета своја душа да умре и рече: Боже, подобро ми е да умрам, отколку да живеам. Ајде малце да го наблюдуваме Јона. Како се поти, црвено му е челото и лицето, гледа доле дали нешто ќе се случи, дали ќе има некој пожар, дали Бог ќе удри со оган. Јона се нервира. Јона е луд до смрт. 9 стих. И Бог повторно колку е трпелив, колку е милостив, колку е добар. И вели, Бог го праша на Јона: лутиш ли се со право заради тиквата? Јона, ајде малце да ги смириме тоновите. Зошто се лутиш? Се лутиш ли со право заради тиквата? Јона што одговара? Со право сум лут, дури до смрт. Ептено и до крај. Јона вели: Боже, со право сум лут, дури до смрт. Бог му вели: чекај Јона, ајде малце трезвено, како мажи на нога да разговараме. Тебе ти е криво, тешко ти е, вели овде, поради една тиква. Ти ја садеше тиквата, ја наводнуваше, се грижеше. Не сум се грижа. Па како имаш право? Кој ти дал право да се лутиш за една тиква, што не си ја ни одгледувал, ни чистил, ни негувал? Браќи и сестри, може би вечерва или утре Бог ќе ти прозбори и ќе ти каже: зошто се лутиш, Петре, Јанко и Митра? Зошто се лутиш? Зошто се лутиш поради твојата тиква? Може би твојот љубимец го немаш повеќе. Може би тоа што си го сакал исчезнало или умрело. Може би тоа што те спречувало го нема повеќе, што ти одземало време, што ти одземало прилика. Мој Јона, му вели Бог, тебе ти е жал за една тиква, а мене ми е жал за оние луѓе милиарда пати повеќе, зашто тие се мои созданија. Јона, ти се бавиш, ти се занимаваш со материјалното и со лажното, поминливото, а јас ги сакам жителите во Ниневија. Дали Јона ги сакал жителите во Ниневија? Не ги сакал во почеток, после ги засакал. И продолжува Господ со 10 стих. Господ му рече: тебе ти е жал за тиквата околу која не се трудеше, ниту направи да израсте, туку во една ног никна и во една ног се исуши. Чудо Божие. Значи, толку брзо напредувала тиквата, но Бог дозволил да таа удобност што имал
Јона да се тргне, да го искуша пророкот, дали навистина му верува на Бога. Понекогаш, браќи и сестри, нашата удобност, која ќе се тргне или која ќе ја снема, ние се лутиме на сите кои се околу нас, а пред се на Бога. Ако сум јас повикан, и ти сме повикани да бидеме Божи мисионери, Божи следбеници, ние треба да ги сакаме луѓето кои се околу нас. Секако тоа сакање не е преку ноќ. Пред треба да го запознаш човекот и тој да запозна и така се стекнува доверба, познанство и тогаш се шири таа позитивна енергија, таа меѓусебна љубов христијанска и ние стануваме едно семејство. Ние стануваме едно семејство. И кога некој од нас пати, кога некој од нас боледува, ние затоа се молиме еден за друг. Ние сме едно тело Христово. Јона секако научил неколку лекции. И затоа 4 глава како е дометната ради Јона, не ради жителите во Ниневија. Жителите во Ниневија завршиле со 3 глава. Бог вели ги благослови и се сожали и отстапи од својата намера. Ова 4 глава е твоја и моја глава. Да Бог не поучи дека и ние во нашиот живот може да имаме некои тикви, условно кажано, кои може да се испречат помеѓу Бога и нас. И да го засакаме овој живот, да ги засакаме удобностите на овој живот, како што Јона го засакал и потоа се лутел што Бог му е тргнал тиквата со цел да го подигне, дека треба да се сине доле меѓу народот. Ние често пати сакаме да бидеме на страна. Како Јона што сакал, како Илија што сакал, но Бог му вели на Илија, имам уште работа за тебе. Ајде подготви се. Илија покушава да се двоуми. Доаѓа ангелот еднаш, доаѓа 2 пати и му вели Илија, ти имаш уште работа. Со тебе не е завршена работата. Бог за него приготвувал едно ново место за живење. Каде заменал Илија? На небото заменал Илија. Навистина, тој сакал во пештера, а Бог му приготвува рај. Небо. Може би ние понекогаш сме слични како Илија и како Јона. Убаво ни е овде. Илија вели, Боже, добро ми е овде кај потокот Херит. Меѓутоа Бог му вели, не му Илија. Ова ти е само годишен одмор. А кој од нас оди на годишен одмор цела година? Не, неколку денови. Затоа за тебе имам приготвено нешто подобро. И Бог му вели и на Јона. Јона, немој да се лутиш. А мене да не ми е жал, вели, за Ниневија, голем град, во кој има повеќе од 120.000 луѓе, кои не знаат да ја разликуваат десната рака од левата, а покрај тоа и многу животи. И како завршува приказната, браќи и сестри? Кој е напишал ова приказна? Кој е напишал? Јас верувам дека е напишал Јона. Секако ова книга е Јона. Книгата на Јона. Јона е запишал за себе, но е запишал и за нас. Павле вели, се што се напиша, за наша полза се напиша. Веројатно 100% Јона ја остава тиквата која е извенета. А сте виделе лисија од извената тиква, осушена, она гребе, како е крута, круте, шкорава. Јона ја остава увенатата тиква. Може би ја слушал и колибата, ветерот ја однел, тој источен ветер се враќа, понизен, препороден, охрабрен, со ново искуство, доле меѓу жителите во Ниневија. Доле кај обратените жители. Јона, предпоставам, станал нивни прв пастор, прв проповедник. Тој ги запознал, тој организира првата црква, тој поставил старешени, водачи, благени, управно тело кој ќе се грижи за 120.000 верници. Кој ќе го напише твоето поглавје или твојата глава на животот, ја не знам. Јона си ја запишал ова глава за себе. Меѓутоа, нашата животна глава се уште не е запишена. Не е до крај напишена, би рекол. Нашиот живот и нашиот крај зависи од нас самите. Но моја желба и молитва е, браќи и сестри, да бидеме секојдневно поврзани со Бога. Да не ја доживееме судбината или искуството на Јона, кој се лутел за непоследни работи, а ги изгубил оние толку големи благослови што Господ сакал да му ги покаже на својот јаден и беден Јона. Но Господ го искористил и Илија и Јона и станале големи проповедници. Господ да ни помогне да и ние да бидеме слични со Јона во позитивен смисол.
да бидеме проповедници на Словото, на ова радосна вест. Амин. Амин.